Добро вечер, почитувани гледачи, го следите најновото издание на Само вистина. Јас сум Ивана Стојановска, вечерва за сите актуелни теми во студиото на Канал 5 ќе дебатираат двајца експерти. Велам добро вечер за господинот Драган Тилев, експерт по европски политики, исто така и актуелен надворешен советник на претседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова, воедно и за прв пат во нашето студио во Само вистина. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам на поканата, добро вечер. Така, исто така велам добро вечер и за господинот Тони Поповски, експерт за јавни политики, граѓански активист и поранешен министер за животна средина. И вие исто така сте за прв пат во нашата емисија, па се надевам дека нели ќе бидете интересни и со вашите ставови и за нашите вечерашни гледачи. Како што кажав, ќе прокоментираме за сите актуелни теми. Во државава и како секогаш има актуелни теми, па да започнеме еве со она што некако е актуелно оваа недела, предходнава, овие неколку денови, откажана еве така наречената блокада која што беше најавена, односно организирана од Бугарската фондација Македонија за блокада нели на граничните премини, сите три гранични премини со Македонија од бугарска страна. Бугарските институции еве пресекоа неколку дена пред најавената блокада требаше да се одржи во неделата дека протестите не се решение и дека можат да предизвикаат дури и дополнителни тензии. Дали вие препознавате омекнување на ставовите од бугарска страна преку повлекувањето на ваквата блокада или ставањето нели прекинувањето од една страна нели тие прво дадоа одобрение, па сега се повлекоа, велат дека сепак не е добро да се блокира граничниот премин. Предходно тие го осудија опожарувањето на двете дипломатски амбасади, тоа е една од причините за таквата најавена блокада. По прашањево ми е како вие го оценувате тоа, има ли овде некој омекнување на ставовите од бугарска страна и ќе придонесе ли тоа за подобрување на односите меѓу двете земји? Ќе започнам со вас, господине Поповски. Па видете, за очекување сепак поради сензитивноста на таа цела ситуација, Министерството за надворешни работи на Република Бугарија да препорача поголема воздржаност. Јас исто приметив дека слична порака упати амбасадорот на Република Бугарија во Македонија. Тоа јас лично го поздравувам, значи во начело, бидејќи било каква радикализација може да повлие негативно на нашите односи кои онака се напнати. Би ја искористил оваа прилика и да го осудам тој чин на насилство, особено, мислам, бидејќи се работи за дипломатски имот на соседна држава. Па во таа смисла и потребата да се процесираат значи овие ситуации многу поскоро, за да се отклонат било какви понатамошни шпекулации и тензии. Сметате ли дека беше случаен ваквиот инцидент, особено што доаѓа еве во едни чувствителни времиња односно чувствителен момент на односите меѓу двете земји, бидејќи еве мотивите за ваквиот напад се уште не се откриени. Сметате ли дека може би има некаква позадина позади таквиот инцидент? Така, јас би се сепак стрпил да ги осознаеме сите наодите од истрагата. Значи се е можно. Може да се работи за лице кој има психички проблеми, може да се работи за нешто по-перфидно, да кажеме, таа цела ситуација, но е прерано. Ние имаме институции кои се способни да ги спроведат сите тие нужни постапки. Така, добро, господине Тилев, ајде и ваш став околу откажаните блокади на граничните премини помеѓу двете држави Македонија и Бугарија, нели од бугарска страна кои што беа најавени по откажани, и околу самиот инцидент со опожарувањето на двете дипломатски возила. Има ли омекнување на ставовите од Бугарија со самото тоа, нели што пресекоа и кажаа дека не е во ред во вакви моменти да се одржуваат протести и да се блокираат граничните премини, и како го оценувате самиот инцидент кој што се случи на почетокот на оваа недела? Инцидентот е непримерен. Мислам дека нашите органи делува и действува инстантно, во многу краток временски период го речија случајот. Каква е позадината, останува понатаму во истрагата да се најде причината и зошто тоа е направено, дали се работи за некој индивидуален чин или се работи за нешто по-сериозно. Мојата претпоставка е дека е тоа некој индивидуален чин. Но велам за поздравување реакцијата на нашите институции
реагира инстантно. Од друга страна, сметам исто така дека е добар потекот за повлекување на блокадата, односно одлагање или можеби откажување на блокадата на граничниот премин. Тоа не им оди во прилог нити на Бугарија, нити на нас. Почнуваат туристичките сезони, како тоа не би било добро за туристите, меѓутоа и за било кој и за добрососедството. Тоа на крајот, тоа е третата работа, практично можеби првата работа, која што упатува на тоа да, бидејќи имаме и таков договор за добрососедство, за пријателство и добрососедство, кој што вели дека треба да се избегнуваат таков тип на активности кои што можат да ги заоструваат или да ги подигнуваат тензиите помеѓу двете држави, непотребно. Добро е што тоа се избегнува и што се користат и инструментите, во овој случај инструментите на самиот договор. Подлогата на договорот е добрососедство и мислам дека многу повеќе треба да се посвети внимание на имплементација, на пример, на оние елементи од договорот кои што навистина нудат подлога за добрососедство и ваквите чинови, покрај тоа што ги осудуваме, покрај тоа што ќе си имаат и своја правна и завршница, треба да се избегнуваат, односно да се спречат. Добро, не е ли таму каде што е тоа можно се разбира. Не е ли според вас, а ви според Вајцава, може би чудно што еден таков инцидент се случи среден бел ден во центарот на Скопје? Тоа веројатно доволно говори за самиот извршител. Јас не би можел да навлезам многу во тоа. Кои се причините тоа да го направи? Јас гледав некои снимки, навистина поминуваат тука и возила и доста фреквентен на тој период. И тој делот од градот е фреквентен. Не можам да претпоставам или да спекулирам кои се причините и зошто баш тоа се случува таму. Во секој случај не е пријатен момент. Така? Доколку сакате вие околу Ја би додал еден аспект, а тоа е потребата Македонија и Бугарија конечно да си ги решат предизвиците поврзани со локациите на нивните амбасади. Значи, јас не ги наоѓам нити двете решенија во овој момент примерни, но она што би имало потреба, да речам, како две соседни држави. Така, од Бугарија во неколку наврати, односно еве тамошни пратеници, па дури и некои од државните официјални институции го оценија како провокација, како намерна провокација од македонска страна. Како вие гледате на тоа? Па податливи се вакви настани за политичка експлоатација. Тука не можеме многу да... Дури и како напад врз целата Европска унија. Па да, понекогаш и се претерува. Така. Но повторно постојат тензии помеѓу Македонија и Бугарија и навистина барем ние во Македонија треба да преземеме се што е нужно вакви тензии да не се пренесуваат, да речам, на нашето население или на поединци кои би можеле да направат некакви действија без себе контрола. Пак ќе повторам, ако не е нешто поперфидно во позадина и треба да ја почекаме истрагата. Така, да, ќе почекаме па ќе видиме што ќе покажа самата истрага до крај. Ајде околу евроинтеграциите, власта и опозицијата се со диаметрално спротивни ставови кога се во прашање нели европската интеграција на земјава. Еве премиерот порача, односно ги представи црвените линии пред некој ден од роденденот на партијата од Струмица. Тоа рече се идентитетот и јазикот, додека пак од друга страна Филипче вели дека идентитетот не е загрозен, дека имаме чиста преговарачка рамка и бара нели усвојување на уставните измени веднаш. Можат ли да најдат заеднички јазик ако се земе во предвид дека не се овие диаметрално спротивни ставови од сега, туку се подолг временски период? Може ли да се најде заедничко решение според вас и какво ваквото разединување на ставовите внатре меѓу партиите, опозицијата и власта во земјава влијае на меѓународен план? Основен предуслов за еден ваков комплексен процес да се одвива непречено или да се одвива во вистинскиот правец е да има консензус помеѓу политичките чинители во државата. Таков консензус бараме и наназад децении веќе. Секое одскокнување во ваква спротивна насока на едната или на другата политичка структура или на политичките партии не е добро за самиот процес. Нас ни треба
најмал заеднички именител, секако дека политичките партии си имаат своји идеологии, имаат своји структури, имаат своји програми и се борат тие програми да ги остваруваат. Меѓутоа, едната и другата политичка партија, или кои ги спомнувате, или политичките групации, немаат различни ставови по однос на крајната цел. Крајната цел е интегрирање во Европската Унија, односно членство, полноправно членство во Европската Унија. Всушност за тоа и сме аплицирали уште во далечната 2004 година. Да, меѓутоа како да се одвива тој пат да се стигне до крајната цел? Ќе најдат ли заеднички јазик и консензус околу тоа? Јас сум речиси заштитата на националните интереси, нели, и околу самата стратегија како да се доведе државата до тоа? Видете, се работи за идентитетски прашања кои ги засегаат и едните и другите. Различно е читањето на самите документи или различно е читањето на самиот процес. И тука секако мора да ги секогаш имаме во предвид фактите, а фактите говорат сами за себе, заради тоа што ако се навратиме на 2020 година, 2022 година, во целата таа генеза и како целиот процес се одвиваше, кои се тие пречки и како не идовме на тие пречки и зошто не идовме на тие пречки, тогаш се разбира дека ќе се навратиме пред се на преговарачката рамка, односно на 2020 година добивме одлука за почеток на пристапните преговори после децении и децении чекање и борење, а од 2020 до 2022 година Бугарија се обидуваше и на крајот успеа да издефинира и избоксира една преговарачка рамка, или тоа е ЕУ генерална позиција за преговори со нас, тоа е еден многу комплексен документ, и во него да вметне билатерални прашања кои што произлегуваат од нивното толкување на самиот договор за добрососедство и пријателство. Тоа вметнување на билатералните прашања не го констатираме само ние, го констатираат најголем дел од земјите од членки на Европската Унија, но како успеа внатре да се вметнат сите тие билатерални прашања во самата преговарачка рамка, тоа е веќе комплексна тема која што треба да влезе во начинот на одлучување и начинот на одлучување во рамките на Советот на Европската Унија, во рамките на Европскиот совет, во рамките на Корепер, во рамките на Коела и сите тие тела кои што ги подготвуваат одлуките, и тоа што фактот што Бугарија седи на тие состаноци. Ние не сме таму. Тоа значи дека Бугарија можеше и ја искористи таа можност, не само да ги внетне, не да ги вметне само билатералните прашања во преговарачката рамка, туку да ја искористи својата позиција да преговара со другите земји членки за прашања кои што се од нивни интереси, при тоа да обезбеди терен за втурнување или за вклучување на билатералните прашања внатре. Се одвиваше, бидејќи тогаш бев во институциите и можев да го следам тоа на дневна основа, се одвиваше во неколку дена. Јас ќе подсетам само како хронологија. На 16 се случува во нашето собрание усвојување на заклучоците, 16 јули 2022 година. На 17 веќе, на 16 вечерта имаме владина седница на која што се доси одлука да се прифати протоколот 2 и да се прифати преговарачката рамка. На 17 веќе имаме во Софија подпишување на протоколот 2. Протоколот 2 беше предуслов кој Бугарија го наметна за да може да ја ослободи преговарачката рамка. Сметате ли дека можеби требаше да се праша целата македонска јавност? Видите се случуваше во еден многу краток период. Да, тука сум, бидејќи јас сум настапувал и порано на темата и сум пишувал и сум објавувал, силно сум се залагал и тогаш се залагав и сега се залагам и сметам дека протоколот 2 е можеби еден од, ако не најштетните, еден многу штетен документ кој што содржи во себе такви елементи кои што практично не блокираат. Ако некој рече дека ние сами се блокираме, не сум сосема убеден во тоа, заради тоа што причината за блокадата која што сега звучи како ние сами да си ја наметнуваме, практично подпишувањето на протоколот 2. Протоколот 2 е со неговите клучни елементи потоа проткаен во заклучоците на Советот на Европската Унија следниот ден на 18 јули 2022 година. Истиот ден, на истиот совет
е усвоена преговарачката рамка, односно усвоена е НЕУ генералната позиција за преговори, во која што е вклучена преговарачката рамка, во која што пак се вклучени и протоколот 2 и договорите како политички предуслов за нас. А во протоколот 2 е вклучено барањето за промена на Уставот. Следниот ден се случува 19 јули, значи по 3 дена, се случува првата меѓувладина политичка меѓувладина конференција. Политичка меѓувладина конференција, бидејќи преговарачката рамка не е презентирана, туку е само најавена. Значи таа е усвоена, меѓутоа не е презентирана. Вообичаено би било, бидејќи Албанија имаше истиот ден меѓувладина конференција, кај нив беше меѓувладина конференција со презентирање на преговарачката позиција, односно на преговарачката рамка. Кај нас беше политичка меѓувладина конференција само заради формално правно отварање на пристапните преговори. Формално правно отворени, со чекање да се направат уставните, условени, по тој политички одредница практично, најтешката политичка одредница, нема друг кој има таква политичка одредница како ние, како Македонија, и со тоа се блокираше практично понатамошниот процес. Така да не сметам дека ние го блокираме, сме го блокирале со потпишувањето на протоколот. Добро, меѓутоа нашите тогашни власти ставиле подпис на таквиот протокол. Добро. Истото прашање, малку се задржавме повеќе во одговорот, меѓутоа добро беше ова да се објасни и за гледачите и за целата македонска јавност како дошло до тоа. Диаметрално спротивни се ставовите, можеме нели да се согласиме со тоа, се надам ќе се согласите и вие со вашиот соговорник. Има ли можност да се постигне било каков консензус надпартиски, општествен консензус околу националните интереси на државата, околу стратегијата како да стигнеме до крајната цел, како што рече господинот Тилев, тоа е влез во Европската унија. И сметате ли вие дека најголемата пречка е тоа што е подпишен еден таков протокол кој што се нашол и во преговарачката рамка и како да излеземе, како да се справиме со сето тоа? Добро, Драган вака релативно подолго образложи, значи нешто што поставува хронологија на настани пред неколку години. Вие поставувате навистина значајни прашања. Прашањето за националниот консензус за овие теми е за мене барем примерно прашање. Тука би се сложил со Драган дека и јас и он забележуваме дека стратешката определба не само на ВМРО-ДПМН и на СДСМ, туку и на најголем дел од преостанатите партии во собранието е за членување во Европската унија. Значи тука ние имаме, да кажам, едно ниво на слога и меѓусебно разбирање, но различни се патишта. Немаме слога околу стратегијата, значи како треба да се води државата напред во овој процес. Тука веднаш би сакал да кажам дека партиите, тоа претпоставам и вие го забележувате, значи повикуваат на потреба од консензус, но не успеваат. Барем во моментов да постигнат некаква слога и единство. Искрени ли се таквите повици според вас, бидејќи имавме во неколку наврати, повикуваат и власти од опозицијата, меѓутоа тие експресно се одбиваат? Добро, од една страна се резонски, значи не можеме да кажеме резонски дека нема потреба од консензус за ова прашање. Од друга страна се исто така дел од овој сет листа на политички пораки. Значи секој сака да се профилира како конструктивен, да кажам, чинител во целиот овој процес. Но мојата поента, барем за ова прашање, а ја малку би го задржал времето да одговорам и на другите прашања, е дека чувствувам потреба и како интелектуалец и граѓански активист да помогнам, и со мој некаков личен ангажман, споделувајќи продлабочени анализи. Преку социјалните медиуми, неретко и преку класичните медиуми. Во таа смисла, сметам дека на партиите може и треба да им се помогне. Значи, од страна на граѓанскиот сектор, потоа од страна на деполитизирани или
како да речам, непартиски сегменти од академскиот сектор и други интелектуалци кои би се нафатиле некако да бидат поприсутни во јавноста и да сите ние заедно патиме еден апел да до овој национален консензус се дојде колку е можно поскоро. Ја на оваа тема дури имам и одредени предлози споделено. Например, мојата заложба е да се спроведат 3 паралелни чекори. Првиот чекор е да се отвори еден инклузивен процес, значи кој би целел кон тоа во Македонското собрание да се постигне консензус и да се упати еден повик или обраќање до Европскиот совет на шефови на држави и влади, во кој повик и обраќање ние ќе ги искажаме нашите загрижености. Истовремено, значи, зависно од начинот на кој тоа ќе го формулираме, можеме да побараме политички насоки од ова врвно тело на Европската Унија до земјите членки да се, например, воздржат од блокади во еден многу деликатен геополитички момент и да се воздржат од блокади кои не се засновани на Копенхашките критериуми и правото на ЕУ. Значи, ние најчесто го користиме овој збор гаранции, но практично, еве и во последно време изјавите се се попрецизни на политичките партии. Се говори за некакви политички заклучоци. Еве Драган го користи и председателката терминот интерпретативни објаснувачки заклучоци. Значи, тоа што би тоа придонело? Прво, значи не значи дека ние... Колка би се шансите да ги добиеме таквите заклучоци, гаранции, како што ги велите вие, а се тргнува од консензусот, нели? Најпрво да биде постигнат, да се побараат. Има ли шанси Брисел да даде некакви такви гаранции или препораки? Прво, мислам дека е значајно ние да го демонстрираме тој внатрешен консензус. И мислам дека тоа е вака додадена вредност. Во оваа цела ситуација би биле слушнати во секој случај. Кога имате национален консензус, ја се согласувам дека имиџот на државата е поинаков, нали, споредено со поделби. Прво тоа и второ, ако го погледнеме француско-германскиот предлог кој беше презентиран во Тиват на самитот Европската Унија Западниот Балкан, таму исто така може да забележиме интересни предлози, значи кои истовремено се некакви политички насоки, значи во најава до земјите членки. Ова особено се однесува на неколку алинеи кои упатуваат на потребата од поголемо почитување на Европската комисија како чесен брокер и евалуатор, експертско тело во рамки на Европската Унија, кога Европската комисија предлага отварање и затварање поглавја. Значи, ѓаволот е во деталите. Значи, треба да се обрне внимание на овој момент. Значи, веќе имаме ситуација Франција и Германија, кои се клучни држави во секој поглед во Европската Унија, да веќе формулираат некакви политички насоки. Секако престои период на преведување на овие политички насоки во некакви конкретни одлуки на Европскиот совет на шефови на држави и влади. Тоа би бил мојот одговор. Значи, комплетна поддршка од моја страна за постигнување на национален консензус, еве, со цел тоа да се случи во собранието, истовремено, значи реков 3 паралелни чекори. Вториот би, според мене, би требало да биде усвојување на уставните измени, нивно стапување на сила веднаш, но при тоа да имаме една заштитна клаузула. И неа јас во моите објави на социјалните медиуми ја имам и формулирам, еве да не знам повеќе време. Формулацијата треба да биде многу внимателна, да не создадеме впечаток дека избегнуваме обврски и повеќе мојата идеја оди во насока на тоа да создадеме еден механизам со кој би можело собранието да ја повика владата и во момент доколку се случи некаква непринципиелна блокада, значи надвор од Копенхашките критериуми и правото на ЕУ, владата да го извести собранието со цел понатамошно постапување на собранието. Значи да не
прејудицираме прво. Собранието да има одлучувачката Да има одлучувачката улога. Значи, тоа би била една суптилна, да речем, софистицирана формулација, без моја претензија, дека тоа е најдоброто решение. Тоа имаме ние стручни лица во државата, имаме експерти по уставно право и така натаму, но еве со задоволство ја би придонел во таа дебата. Третиот чекор кој не е помалку важен е да се искористи тој национален консензус, ние да ги спроведеме овие најкритични реформи, на кои завчера или вчера повика и Европскиот парламент. Так. Значи, судството, нов кривичен законник со запазени сите европски стандарди и да ја деполитизираме јавната администрација. Значи, 3 столба со кои ние се мачиме откако сме независна држава. Ако овие 3 чекора се направат паралелно, ние и преку реформите би демонстрирале сериозност, позитивно би се одразило на нашата репутација. Еви да завршам со протоколот 2, кој може би, тоа и мој впечаток, предизвикува најголема вознемиреност во јавноста, неспорно. Значи, би рекол и со причина, но при тоа би обрнал внимание дека на овој предизвик, поврзан со вториот протокол, не треба да гледаме во изолација. Значи, на овој предизвик треба да погледнеме истовремено оценувајќи го целиот компромисен пакет. Значи, што мислам? Прво, треба да земеме во предвид какви отстапки направи и Република Бугарија. Најмалку 2 отстапки се суштински. Значи, едното е тоа што македонскиот јазик е споменат во преговарачката, во рамката за преговори, значи без фуснота, после вака категорично, па дури на моменти дипломатски агресивно инсистирање на Бугарија да се фуснотира македонскиот јазик, значи да се дообјаснува. Така да. Тоа го нема во преговарачката рамка, на неа е прикачена еднострана изјава. При тоа таа еднострана изјава не е составен дел од преговарачката рамка, туку е прикачена на заклучоците со кои таа се донесува. Слично и со Фронтекс договорот, значи изјавата на Бугарија не е дел од договорот, значи не е дел од преговарачката рамка, туку се прикачува како еднострана позиција на Бугарија без да предизвикува барем во овој момент формално правни некакви действија. И вториот момент кој е многу значаен, а тоа е дека можевме да имаме и полоша ситуација. Прво би рекол дека не е прв пат. Значи, билатералните прашања да бидат вградени во рамка за преговори на некоја држава од Западниот Балкан. Значи, треба да се подсетиме само на примерот на Србија. За разлика од Македонија, Србија има едно поделикатно решение. Значи, во рамката за преговори на Србија има поглавје 35, значи во нашата рамка и на Албанија, и колку што можев да истражувам и во новите рамки на Украина и Молдавија, нема поглавје 35. Значи, поглавјето 35 се однесува на билатералните односи помеѓу Србија и Косово. И од тоа поглавје, кое прво се отвора и последно се затвара, како кластер од фундаменти, има одредници. И сега, што е квалитативно и позитивно како разлика од овој српски модел? Значи, ние имаме вградени референци на двата билатерални договори со Грција и Бугарија, значи во општиот дел на преговарачката рамка. Со сите придружни повикувања на годишните прегледи, тоа се протоколите. А тоа сакам да направам поента дека не генерира одредници. Значи, споредено со случајот со Србија. Значи, и во момент кога Европската комисија ќе оценува колку нашиот договор за добрососедство, пријателство и соработка со Бугарија спроведуван, не може тие своји оценки да ги заснова на конкретни одредници како што е случајот во Србија. Значи, тоа би било еден мој апел кога може би мене ми е и релативно удобно од позиција експертска
да речем надвор од политичките партии, но би апелирал сепак кога се оценува рамката за преговори да се оценува во својот тоталитет. Значи да се види не само хронолошки, туку и споредбено и со други рамки за преговори. Значи тука би запрел, да дадеме можности на некако на се колегата. одговлековме, меѓутоа не сакам да ве прекинувам бидејќи нели ќе го изгубиме контекстот и добро хронолошки ги поставувате нели вашите ставови, па да може нели нашите гледачи да им стане јасно за што точно зборуваме.